Хипертензија представува хронична медицинска состојба која што се карактеризира со покачен крвен притисок во крвните садови. Поради тоа, срцето треба да работи понапорно за крвта да може да циркулира низ нив. Се претпоставува дека околу 1,13 милијарди луѓе во светот имаат хипертензија, и тоа секој 1 од 4 мажи и 1 од 5 жени. Околу 20.000 смртни случаеви дневно во светот се припишуваат поради компликации поврзани со покачениот крвен притисок. Околу 46% од лицата кои што живеат со крвен притисок не се свесни за нивната состојба, а само 21% од нив го држат нивниот крвен притисок под контрола. Според податоците на Светската здравствена организација, во Република Северна Македонија имаат починато 535 лица од хипертензија, односно 2,89% од сите смртни случаи. Тоа го искачува на петата поред причина за смртност во нашата држава. Ризик факторите за појавување на хипертензија можеме да ги поделиме во две групи: фактори на кои што не можеме да делуваме и фактори на кои што можеме да делуваме. Фактори на кои што не можеме да делуваме се возраст, пол, раса и фамилиарна историја. Фактори на кои што можеме да делуваме се физичка неактивност, покачена телесна тежина, зголемен внес на мрсна храна, зголемен внес на алкохол, тутун, стрес и недоволен сон. Дијагностицирањето на крвниот притисок се прави под лекарски надзор. Лицето е потребно да одмори неколку минути во тивка просторија и се прават две последователни мерења на растојание од 2 минути. Доколку има разлика во вредностите, се прави и трето последователно мерење. Како референтна вредност се зема повисоката измерена тензија. Манжетната потребно да се стави на висина во срцето, без разлика на положбата на пациентот. Кај лица кои токушто започнале со антихипертензивна терапија, потребно да се прават месечни контроли се додека не се постигне целта, а кај лица кои што го имат крвниот притисок под контрола, потребно да се прават редовни контроли на секој 3 до 6 месеци. Како што е прикажано на табелата, како нормални вредности се зимаат 120 мм живин стоп и помалку за систолен крвен притисок и 80 мм живин стоп и помалку за диастолен крвен притисок. Доколку имате крвен притисок од 140 мм живин стоп и повеќе за систолен и над 90 мм живин стоп за диастолен притисок, потребно е да зимате фармаколошка терапија. Светската здравствена организација препорачува крвниот притисок да биде под 140 со 90 мм живин столб, доколку немате коморбидитети, а доколку имате кардиоваскуларни заболувања, диабетес мелитус или хронична бубрежна слабост, систолниот притисок да биде под 130 мм живин столб. Светската здравствена организација предлага месечно следење на крвниот притисок кај лица кои токушто започнале со антихипертензивна терапија и контроли на секој 3 до 6 месеци кај лица кои што го имаат ставено крвниот притисок под контрола. Може би имате голем дел од ризик факторите за хипертензија, но не се грижете. Никогаш не е доцна, макар и да имате диагноза. Доколку имате близок член од семејството со висок крвен притисок, не се вознемирувајте. Возраста не мора да значи дека треба да имате висок крвен притисок. Можеби, во модерниот начин на живот, стресот е неизбежна и секојдневна појава. Меѓутоа, најдете начин да го намалите стресот или да се ослободите од истиот. Што, например, пешачете во природа, посетете места кои ви причинуваат задоволство или разговарајте со лица кои мислите дека ќе придонесат за да се ослободите од стресот. Доколку употребувате тутун, веднаш по завршување на ова видео откажете се од употребата на тутунот. Намалете ја дневната консумација на алкохол, доколку сте припадничка на женскиот пол, на една алкохолна единица или доколку сте припадник на машкиот пол, на 2 алкохолни единици, а секако дека може и помалку. Една алкохолна единица е 150 мл вино или 330 мл пиво или 10 мл жесток алкохолен пијала, како например ракија или виски. Ограничете го времето пред екран и сменете го седентерниот начин на живот. Пешачењето е најдобра физичка активност за сите возрастни категории. Дневно, најмалку 30 минути имајте умерена физичка активност
или 150 минути минимум неделно. Што подразбираме под умерена физичка активност? Тука спаѓат аеробна физичка активност, како брзо одење, пливање, танцување или возење велосипед на рамен терен. Избегнувајте јадење надвор од домот, брза и преработена храна. Вкупен дневен внес на сол не треба да биде повеќе од 5 грама дневно. Избегнувајте додавање на дополнителна количина на сол во вашата храна и избегнувајте храна која што содржи висока концентрација на сол, како тестенини, солени јаткасти производи, инстант супи и сувомеснати производи и слично. Контролирајте го внесот на калории, временскиот период, кога и што јадете. Зголемете го внесот на интегрални жита, внесете повеќе сезонско и свежо овошје и зеленчук, а намалете со внесување, односно со консумација на засладени безалкохолни пијалаци. Не заборавајте дека спиењето од 7 до 9 часа ноќен сон сериозно ќе влијае врз регулирање на крвниот притисок. Водењето на здрав начин на живот придонесува за регулирање на телесната тежина. Степенот на исхранетост може да се пресмета преку индекс на телесна маса и тоа веднаш сега. Вашата тежина изразена во килограми поделена со вашата висина изразена во метри на квадрат, како што се гледа и од самата слика. И нормален индекс на телесна тежина се смета од 18,5 до 24,9. Исто така, друг показател може да биде и мерењето на обемот на струкот. За мажи треба да биде помал од 102 см, а за жени помал од 88 см и обемот на струкот треба да се измери во стоечка положба. Што ако веќе имате диагноза? Навремено и редовно земете ја препишаната терапија, редовно мерете го крвниот притисок и држете се до наведените препораки. И за крај, регулирајте го крвниот притисок, живејте поздрав и подолг живот.